обука на луѓе кои што ќе работат со жртвите на семено насилство. Спроведувана е од нивни колеги кои што веќе работат во таков шелтер, се вика, или заштитна куќа во Скопје, и ова е една иницијатива да ова искуство се прошири во другите места на Македонија како потреба за заштита на луѓе кои што се жртви не само од физичко, туку и од психичко насилство во семејството. Така, на што акцент се дава сега на ова обука? Акцент се дава на обука на лицата кои што ќе работат со жртвите на семено насилство, во смисла да се изучат техники како да препознаат семено насилство, како да прифатат особа жртва на семено насилство, да реагираат во кризни моменти, кога непосредно ќе дојдат во контакт со особа која што непосредно пред тоа претрпела семено насилство, и како да развијат однос со таквите особи со цел да тој однос делува благопријатно на тие особи, за да им помогнат да ги надминат своите психолошки проблеми од семеното насилство. Битна карактеристика на шелтерите е затоа што нудат згрижување на луѓе кои што се истравматизирани од семено насилство, им нудат безбеден живот, им нудат социјална, психолошка, правна заштита, за кој што, впрочем, и сега особите овдека присутни се обучуваат. Што покажува искуството и статистиката? Колку луѓето кои што биле прифатени во шелтер центрите, односно жртвите на семејно насилство, и после колку време може потоа да се вратат во наводници, што се вели нормално да функционираат после сите оние трауми кои што доживеа? Шелтерите се места каде што ги згрижуваат луѓето кои што се жртви на семено насилство, даваат стручна помош, меѓутоа одлуката на самите жртви кои ќе се вратат во секојдневниот живот, се разбира, тука добиваат и социјална и психолошки стручна помош, каде што им се помага за време на престојот у шелтерот да се охрабрат, да разрешат некои психолошки, правни можеби проблеми, меѓутоа моќта на шелтерот е во тие рамки. Колку статистиката вели дека имаме пораст на семејното насилство, колку е присутно и според вас што покажува искуството? Кои се причините за се позачестеното семено насилство? Пред се придава значај во последниве децении на семеното насилство, на препознавањето на семеното насилство, на потекот на луѓето кои што се жртви на семено насилство да слободно побараат поддршка и помош, така да и можеби почесто се откриваат во однос на минатиот систем. Темпото на живење и стилот на живење кој што не е веќе толку безбеден како што беше во минатиот систем, е можеби една причина за поголема отуѓеност на луѓето, поголема тензичност и навој кој што многу често се истура во семејството. Алкохолизмот и користење на психоактивни супстанции се исто така многу чест извор на семено насилство. Некаде според податоците на центрите за социјални служби во 60% од семено насилство се провлекува алкохолизмот. Така да проблемот со бракот, кој што е исто така во една деликатна фаза во ваков еден историски и политички момент, е можеби причина за појачено семено насилство, затоа што бракот станува се поделикатна институција за да се одржи. Од една страна е традиционалната брачна констелација, од друга страна се современи принципи на бракот, каде што исто така може да генерира зголемена тензија и појава на семено насилство. Така, веќе сте запознаени дека денеска се одржува, дека е во тека одржувањето на 5-дневната работилница за стручниот тим што ќе работи во Центарот за згрижување на жртви од семејно насилство, што е дел од активностите на проектот за воспоставување на шелтер центар во општина Струмица, со цел стручните лица што ќе работат со жртвите да се здобиат со поголеми вештини и капацитети за психосоцијална поддршка на жртвите. Знаете дека договорот за воспоставување на шелтер центарот беше подпишан во месец јули
помеѓу Општина Струмица, Сдруженијето Хера од Скопје, Организација на жени и Македонската православна црква. Значи, тоа е само една од компонентите од целиот проект. Понатаму ќе се работи во развивање на стандардите за работа во шелтер центарот, кои што пак ќе бидат во согласност со стандардите и методолошките принципи на Заводот за социјални дејности и ќе се работи согласно со политиките на протоколот за заедничко постапување со жртви на семејно насилство на национално ниво. Значи, откако ќе се подготват овие стандарди во текот на месец септември, стручниот тим ќе помине оваа обука, можеме понатаму да очекуваме и регистрација на шелтер центарот во Министерството за труд и социјална политика. Што велат статистиките, каква се состојбата со семејното насилство оваа година, споредбено со лани или со претходните? Имаме ли пораст или намалување? Има значителен пораст. Јас можам да ви кажам некои статистики на национално ниво, а на локално ниво јас имам статистика во однос на она што Организација на жени го работи. Значи, на национално ниво во првите 6 месеци од оваа година има регистрирано во државата 445 жртви на семејно насилство, што покажува дека е покачена бројката на регистрирани случаи, бидејќи во текот на минатата година, за цела година, имало 730 случаи. Исто така, од тие случаи 62 се мажи, кои што пријавиле дека сопругите ги малтретираат, што сето тоа покажува дека е подигната свеста за пријавување, жртвите да го пријавуваат насилството. Во однос на локално ниво, во Организација на жени, лани, значи ние започнавме со работа со СОС линијата лани во јуни. Во втората половина од изминатата година имавме 12 регистрирани случаи, а сега во оваа година, во првата половина, ние имаме веќе 21 регистриран случај, што значи е значителен порастот на пријавени случаи. Во Општина Струмица, минатата година можам да ви кажам дека бројката на пријавување на жртвите е за 61% поголем во однос на минатата 2010 година. За 2012 се уште ги немаме податоците на локално ниво од сите институции. Што го покажува? Дали семејното насилство во пораст или она стандардна теорија дека од секогаш постоело, меѓутоа свеста е на повисоко ниво и многу повеќе се охрабрени жртвите да го пријавуваат? Она второто, бидејќи семејното насилство постоело од секогаш, меѓутоа тоа било табу тема, срам од средината, како луѓето сето тоа ќе го прифатат. Сега, благодарение на сите институции и на невладините организации, зголемена е свеста кај луѓето дека е потребно да се говори тоа, дека треба да се пријавува, бидејќи тоа не е личен проблем, тоа е општествен проблем. И да уште на прашање, колку со оглед дека спомнат одредени институции, колку во овој проблем се вклучуваат и агилно работат барем на полето, односно во Струмишкиот регион, Центарот за социјални работи, овде полицијата, каква ви е соработката со оглед дека со оглед на овие споменати институции за шелтер центарот, потребно е и соработка со овие институции? Така, ние на локално ниво ја имаме соработката со институциите, меѓутоа во Меѓуопштинскиот центар за социјални работи се соочуваат луѓето со дефицит од кадар. Затоа и нашите критики се секогаш насочени да бидат поагилни, меѓутоа тоа не се лични критики, туку веќе кога нудиме ние помош на жртвите, треба луѓето да знаат дека потребна е институционална поддршка. Некогаш има некои проблеми со кои се соочуваме, пример порано немавме, сега благодарение на соработката помеѓу сите овие субјекти кои претходно ви ги споменав, ќе има шелтер центар во Струмица. Меѓутоа, претходно ние не знаевме што да правиме со жртвите. Ги препраќавме од една институција во друга, на крај да нема кај да се сместат. Зборам за тие што имаа потреба. Бидејќи најблизок ни беше шелтер центарот во Кочани. Меѓутоа, од Центарот за социјални работи се соочува со проблемот и да немат превоз, да немаат средства за превоз како да ги однесат жртвата таму. Меѓутоа се надеваме дека така чекор по чекор ќе се надминуваат и тие проблеми со кои се среќаваме.